Со дива коса од гранки и тело направено од рециклирани дрвени палети, джиновскиот трол по име Брон Иден свири на флейта на брегот на Тихиот океан. I think it's really beautiful. Мислам дека е навистина прекрасно. И приказната за тоа, повикувањето на орките и прашањето каде се тие, е голема работа. Хелена Пайпер е една од многуте жители на Сиетл кои го следат откривањето на джиновските тролови изградени од данскиот активист за уметност за рециклирање Томас Дамбо. When I come to an area, Кога ќе дојдам во некоја област, потоа ќе видам дека има парче дрво што плови на површина, ќе слушнам приказна за орките кои исчезнуваат, тогаш тоа ме инспирира да создадам лик. Ќе напишам и мала песна за тоа, ќе ја ставам во приказна. Возејќи се со својот тим од брег до брег, Дамбо, со помош на локални волонтери, изградил 10 огромни дрвени тролови. the way of the Bird King is a fairy tale. Градам една по една скулптура низ целиот свет. Досега имам изградено 125. So far built 125. Приказната го следи момчето по име Оскар, кој во интеракција со тролови дознава што се случило со околината. На крајот од патувањето, тој станува крал на птици. Trolls are kind of fantastical beings. Троловите се фантастични суштества поголеми од животот. И да, тие може да бидат малку застрашувачки и заканувачки, но овде тие имаат многу мек пристап кон јавноста и навистина се носители на оваа порака за одржливост и грижа за земјата. Sustainability and caring for the earth. Джиновските инсталации, повеќето сместени во природни паркови, биле изградени во тајност. There's some intrigue. Има некоја интрига поради фактот што луѓето треба да ја најдат. И самата уметност е убава. Некои од троловите биле изградени во соработка со локалните домородни племиња. My artist name is Coyote. Моето уметничко име е Којот и јас се занимавам со сликање и имам оштетување на видот. Но Дамбо веруваше во мојот придонес и моето уметничко дело и ми дозволи да помогнам во дизајнирањето на еден од троловите во западен Сиетл. Сакав да го направам овој проект со Томас, бидејќи пораката што тој ја носи за спас на планетата е истата порака што ние како домородни луѓе веруваме дека нашиот дом вреди да се спаси, дека треба да бидеме добри чувари на земјата. We should be good stewards of the land. За Дамбо, патот до подобра иднина за човештвото минува низ контейнер, каде што наоѓа материјали за својата уметност. The world is running out of resources. Светот е без ресурси додека се дави во ѓубре. И тие два проблеми се решението. Ако само ги комбинирате и разберете дека ѓубрето на еден човек е богатство на друг, светот не се дави во ѓубре, тој е исполнет со богатство. Изложбата на джиновски тролови е планирано да трае 3 години. Дамбо вели дека неговите скулптури често добиваат свој живот. Мистериозните, мовливи шуми на северозападниот дел на Пацификот изгледаат совршено место за следната авантура на троловите.